Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, Анета Пешева од Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии. Масет, господјо Пешева, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. После една најава за инвестиција од страна на премиерот Ковачевски за една компанија во делот на странски инвестиции во земјава, вие упативте серија на пораки до власта за тоа на каков начин ние привлекуваме странски инвестиции и во насока на улогата на домашните компании во целиот тој процес, каде се па домашните компании. На некој начин вие упативте една критика дека се фаворизираат тие директни странски инвестиции преку зоните за инвестиции, а на некој начин се запоставуваат домашните компании во процесот. Зошто е тоа така? Да ви кажам, не знам зошто е така, ама не е праведно. Особено јас не би сакала да ги ставам сега тука сите странски инвестиции и повеќе не зборуваме против странските инвестиции, него зборуваме против субвенциите и помошта што државата дава од својот буџет на тие странски инвестиции. И тука станува едно големо недоразбирање, особено во некои сектори. Не велам јас дека сите странски инвестиции се лоша работа. Да кажеме, во некои сектори кај што ние не сме развиени и како нас ни требаат странски инвестиции. Да кажеме, во земјоделие, ова што се случува автомобилска индустрија, тие големи гиганти што отвориле овде, кај јас стварно тоа го поддржувам. Но јас конкретно сакам да кажам дека субвенции и кај така наречени странски инвестиции од IT секторот се навистина непотребни. Видете, тоа почна уште со претходната влада, уште мислам дека беше околу 2015 година, и се направи едно многу големо пореметување во IT секторот. Ние, како компании кои што работиме со години, под 30, мојата компанија 35 години, има такви СЕМОС, има и други компании кои што сме стари од дека, никогаш не сме добиле никаква помош од државата. А знаете, скоро сите институции работат со нашите софтвери, со нашата експертиза. И тука настанува едно големо пореметување заради тоа што кога ќе дојде странска компанија, да кажеме од IT секторот, тогаш тоа се најавува толку помпезно, толку тоа нешто као кој знае што ќе се случи, а во суштина со ослободувањето на тие компании од даноци, од придонеси, дури да ви кажам по 10 години, по 5 години струја и вода им плаќале. Јас, значи, ние се наоѓаме во една многу незавидна позиција. Ја би сакала прво да ви кажам како стои IT пазарот во Македонија. Тоа е најплатената, значи, гранка. Скоро 2500 евра бруто платата достигнала по централен регистар, зборувам на програмерите и на луѓето кои што работат во IT компаниите, а трошоците се плюс, да кажеме, тогаш ние кога ги плаќаме сите даноци и сите придонеси, а некоја компанија ќе дојде и таа е ослободена од придонеси, од данок на добивка, од ДДВ, од СЕВО, еве и во 5 години нека е, тоа за нас прави големо пореметување. Знаете, инженерите... Морате да ги дадете истите плати. Ние, еве пак ќе ви кажам. Значи, на 2000 евра плата, тоа би му дошло нето, значи, вие плаќате 3200 како компанија, заради придонесите, давачките, пензиско, нели сите тие давачки кои што ги плаќаме, околу 55% се некојаш се менува тоа месечно. Ако се они ослободени од придонеси, значи автоматски они го имаат само тоа кое што им е нето, предност, 1200 евра, може да му дадат на програмерот 500 евра повеќе и така да тие си одат во тие компании. Не е тоа проблемот. Проблемот тоа што јас сум го забележала и не само ја, значи сега истражував кога ме поканивте, бидејќи тоа така некако тогаш го кажав, интуитивно, но еве ваши колеги од Призма имаат во 2017 направено со проект на USAID едно неверојатно добро истражување. Значи, тоа се вика странски инвестиции под лупа,
каде што навистина се дадени бројките, што е тоа ветено кога доаѓала странската инвестиција, а што е тоа на крај остварено. Тука има еден многу голем проблем и ќе ви кажам, може би некои се стварно успешни, може би стварно вработиле луѓе кои што се од други категории, не мислам инженери кои што ги нема, но проблемот на таа работа е тоа дека они после еден извесен период, повеќето од нив, не зборам за овие големиве гиганти, како ќе им завршат субвенциите, ја затвараат или ја продаваат компанијата и ние остануваме без ништо. И тука треба да се направи едно истражување, ма не може да се направи истражување, знаете зашто? Заради тоа што тоа е државна тајна. Јас и во времето на Груевски, кога беше Пешевски за тоа задолжен, и во времето на Заев на сите, сум барала податоци да ми дадат колку се тоа што субвенции се даваат на странските компании. Колку се тоа придонеси, колку тоа години. Знаете, јас зборував и со вашите колеги што го правеле ова истражување, вика никако не може до податок да се дојде. Вие ако отворите... Мислам дека дури постои индивидуален пристап од компанија до компанија, точно, не е исто. Така, не е исто. Туку се преговара со секоја посебно и различни типни субвенции се даваат. Да. И сега да ви кажам, ја ги гледав истражувањата што се дадени на IT компании од ова истражување на Призма. Ви кажувам дека половина од тие компании веќе не постојат. Значи, дали една-две од тоа време, значи, постојат сега. Ми е жал дека не се направени уште истражувања, бидејќи тоа е многу комплексен и многу скап процес ова, они што го направиле, било поддржано од USAID и баш зборував, али немаат повеќе од 2017 година. Вие, ако сакате, за една компанија IT, за мојата компанија, може да платите 500 денари во централниот регистар, се ќе добиете колку вработени имам, колку плата давам, колку данок сум платила. Значи, тоа се отворени податоци. Зошто ние да не можеме од нашиот буџет, од таму кај што сите ние го полниме, така, мојата компанија си плаќа редовно даноци. Зошто да не можеме да ги знаеме тие бројки кои се? Знаете, во Србија се случи, не знам која година, да се побунија сите IT компании домашни и во еден момент, значи, премиерот Вучич ја повлече одлуката за инвестиции. Не е само тоа што се ослободени од придонеси, данок и не знам што. И еднократно им се плаќа како некаква си помош, дури од вработен се плаќа од, не знам сега, се е шпекулативно, не можам да кажам, бидејќи ви кажувам, нема бројки. Од 3 до 11.000 евра по вработен. Да, кога зборуваме за IT сектор, тука постои една специфика, да речеме, како што и вие самата посочивте во поглед на други индустрии, ајде да речеме или на потешки индустрии, па и на средни индустрии, каде што постојат машини, апарати, навистина постојат инвестиции кои се некогаш и навистина големи, каде што за производство на катализатори или на не знам што. Додека кај IT секторот најмногу инвестирате во човечките ресурси. Да, постојат компјутери, машини, се разбира, но тоа не е толку голема инвестиција како кога морате да донесете некакви тешки машини за производство, нели? Така да излегува дека вие како IT инвестиција, ајде да речеме, доаѓате, само носите компјутери, тоа е тоа што ви треба, наоѓате луѓе и вашата инвестиција се сведува на тоа. И вие врз основа на тоа добивате тешки субвенции од државата по тоа. Не само тоа. Да ви кажам, тие кои што ќе ги земат, ако се по висок ранг девелопери, ако се, значи, на инженери, знаете колку ние инвестираме и во домашните компании. Заради тоа што правиме, ги обучуваме и они добиваат лиценци на нивно име. Значи, кога се добиваат специфични лиценци за одредена категорија, нели, што е потребна за да работите, вие фактички инженерите го добиваат, а ние тоа го плаќаме. Сега они добиваат готови инженери кои што фактички ние сме ги школувале, ние работиме во државава години. Јас мислам дека тука треба да постои некоја равноправност. Да се каже, ако некоја компанија работи толку и толку години, на некој начин и на неа да се помогне.
еве и да не одиме натака, да не ни даваат, само да не ни го рушат пазарот. По наше едно истражување, што го правевме со швајцарската амбасада, знаете, околу 680 инженери годишно фалат во Македонија. Значи, и тоа е голем проблем. Голем проблем е заради тоа што компаниите, не сите странски компании имаат субвенции. Знаете колку има странски компании во Македонија кои што немаат субвенции. Што работат паралелно со домашните. Да, и веќе ако сакаме модерно да кажеме, значи аутсорсинг работат. Повеќето од компаниите работат аутсорсинг во Македонија, ама тие си плаќаат и даноци и се. Ние не успеавме тој капацитет на IT инженери, кој што е на светско ниво, морам да ви кажам, не успеавме да го како да кажам, да го убедиме да работи за македонскиот пазар. Ние затоа немаме дигитализација на администрација. Ние затоа немаме, се мачиме во дигитализацијата на нашата собствена држава. 1.300.000 евра годишно оваа година направила IT индустријата. Повеќето од компаниите, можам да ви кажам, 80% работат за надвор. Тоа дали се 20%, 25% можеме и ќе се изброиме сега, пошто сакаме да се обединиме околу ова прашање. Не може да се руши пазарот на македонските компании. Зошто македонските компании се толку подценети? Ке дојде компанија, не сакам да ги именувам, значи сите ги знаеме и за последната за која што реагирав. Ако отворите, сега лесно се наоѓа Google, значи од тоа што се кажува, се каже еден странски збор аутсорсинг, што ќе работи таа компанија? Се собрале, не знам, десетина деца и сега ќе сме отварале 6000 метри квадратни по 1000 евра, нема, па и сега не е 2200 евра е платата, мислам не е 1000 евра. Зашто зборуваме? За каков кадар прво зборуваме? И на крај краишта, зошто на македонските компании да не им се помогне? Јас, еве, и да го ставиме тоа, дека не се молам ја за помош. Само да не остат на мира да работиме. Зошто тие пари кои што се даваат, ако еднаш некој јунак излезе па да каже толку и толку пари се дадени на по субвенции, по вработен, толку данок не се платило, да ја каже бројката. Зошто тоа да речеме не се инвестира во универзитетите, во ФЕНКИ, во ФЕЙТ, во овие сите други, во развој на нови во развој да им се плати студентите да одат да им се направат големи нели лаборатории. Зошто да се инвестира у некоја фирма која што ќе дојде, тука не знаете кој е, ништо не ви е јасно, никако, живее тука 5-6 години дур се субвенциите и потоа се продава. Ја не би играла со имиња, инаку мислам и не бидејќи имаме и некои членки кај нас, има и во Сојузот на стопански комори, јас сум во контакти со претседателот, тамо исто они имаат IT компании кои што имаат во склоп на Сојуз на ОРЦЕ и ние, професорот и јас, да ви кажам, ние се договоривме дека мораме да почнеме една ваква кампања. Мораме заради тоа што не можеме да го издржиме притисокот, сите ќе затвориме. Не е само тоа, значи кога зборуваме за една државна стратегија за привлекување на странски инвестиции, стратегијата која ја одбра Македонија уште одамна со слободните економски зони, се базира на тоа на прецеп на вработување. На зголема број на вработување, бидејќи преку државните субвенции се намалува невработеноста, се зголема број на работни места, се даваат повеќе плати, бидејќи тоа е логиката, субвенциите што ги дава државата во поглед на предонеси и на други погодности за инвеститорите, на тоа се сведува. Значи да вработат што е повеќе луѓе, да има повеќе пари во економија и така натаму. Но кога зборуваме за државна стратегија, претпоставам дека треба да се гледа и по сектори, каде има потреба за вработување, во кој сектор. Сега зборуваме за помалку квалификувани или за средно квалификувани работници, каде што ние имаме вишоци, па можеби треба да се вработат, но кога зборуваме за IT сектор, ние тука немаме вишоци, тука имаме мањаци, имаме недостаток на IT, како што вие велите инженери, но и генерално на вработени. Па така, која е логиката да им даваме на странски компании субвенции, да вработуваат луѓе од IT секторот, луѓе кои немаат проблем да најдат работа во државата и кои се недостаток, а не вишок.
Никаква логика нема. Еве ви кажувам дека тоа немаше логика ни кога почна тој процес, ни пак сега па има некоја логика. Јас мислам дека мора да се разграничи тоа по гранки. И ако ме прашувате како би можело тоа да се организира, тоа би требало да се каже во овој сектор, во оваа индустрија треба инвестиции странски и нека помогне државата, бидејќи како што кажувате, ќе се запослат луѓе од нели пониски категории, мислам кои што немаат да кажеме толку високо образование со средно образование, но да се прави ваква нелојална конкуренција за еден сектор кој што најдобро работи во државата. И знаете како? Мене толку тоа некако ме навреди, бидејќи кога е пред избори, еве ќе ви кажам конкретно и се имиња. Значи, кога беа изборите, локални или не знам кои беа сега, нас ни ветува дека данокот, ако се сетите, ако отворите историја нели на емисиите, данокот ќе се намалел од 10% на 8, на 3, на 0. Тоа требаше минатата година 0 да биде. Ништо не се случи. За кој данок зборуваме? За персоналниот данок. Кај IT инженерите зборувам. Бидејќи тоа го направи Романија. Романија направи 0 данок во IT секторот. Знаете, они од една пропадната држава сега се најголемата IT држава во цела Европа. Сите ги вратија. Сите headquarters, овие како се викаат headquarters, главните Facebook, Google, се во Романија. Тоа е концепт. Тоа е концепт. А не сега ние ќе се мачиме, а вамо доаѓаме некои no-name фирми или фирмичиња и сега ние нив ќе ги поддржуваме. Од нашиот данок. Мене тоа ме боли и не можам да сватам зошто е тоа таен документ. Со која фирма, колку пари се договорени. Колку е како грант на почеток, колку е повработен. Значи јас читав овде во истражувањето по 11.000 евра ако вработиш човек. Па мене да ми дадат, знаете колку ето пола година да платам јас еден инженер. И плюс да не плаќаат придонеси даноци. И ова сакам јас, нека излезе некој, значи немаме податок. Се ова што зборуваме, како да кажам, тајно, паушално, не знам како од чаршија муабет. Мора да излезат и да не ги кажат бројките. И втора работа, мора да се каже дека IT индустријата и домашните компании, кои што се овдека нападнат, прво и основно, ако сакате држава една да водите, мора да имате проверени, значи со безбедносни сертификати, компании кои што работат овде со години, бидејќи влегуваат во бази на податоци на внатрешни, на Министерство на финансии, на Управа за приходи, царина. Не можете вие да пуштите сега странска компанија која што таму работи некаде, сега да не ги именувам, со кои што немаме ни некакви добри односи, да води такви клучни информатички системи за државата. Да, тоа е што е еден аспект, интересен. Кога зборуваме за дигитализација, ја спомнавте вие на институциите, ние во 21 век се уште имаме ситуација каде што, не знам, да речеме извод од матична книга, мора да одиме таму да чекаме со часови, па не го грешат, па пак треба да се вратиме и така натаму, и низа на други документи, или имаме ситуации каде што низа институции воопшто не се поврзани помеѓу себе, се уште секој е посебно, уште работи водат рачно, имаме работи кои се навистина абсурдни доколку ги погледнеме со некакви западноевропски држави. Имаме проекти од она фамозна здравствена легитимација, картичка кој целосно пропадна и така натаму. Се чини дека не е проблем во недостатокот тука на знаење, на компании, на експертиза, туку пред се во недостаток на политичка волја да се спроведе таа една дигитализација. Да ви кажам, повеќе пати сум зборувала на оваа тема. Знаете што е проблем кај нас во нашата држава? Што никаква, тоа се вика интероперабилност помеѓу министерствата и институциите не постои. Значи, секое министерство овде кај нас е како башка држава. И сега вие
Славица Грковска, кога дојде, она е пошто задолжена за тоа, проба да направи едно мапирање на сите системи во државава и да се види како тие може да се спојат. Тоа што не можете да извадите, имате години, имате пасош, имате лична карта, одите во матични книги да извадите извод и ви го грешат името, тоа значи дека внатрешните работи со матичните книги не се поврзани, инаку тоа е толку лесно работа да се тоа извади автоматски, неверојатно. Но долги години... Значи не треба никој ни рачно да го пишува тоа. Мислам, Да, треба само да ги извади податоците, да ги повлече. И знаете како го пишуваат и сега колку и тие луѓе можат, јазикот да го разбираат, не го разбираат и затоа се греши таа работа. Бидејќи се прекуцува како во не знам 19 век. Се додека не реши некој да ги поврзе сите податоци во државата од министерство во министерство, не може да се случи да граѓаните имаат олеснет процес на вадење на документација или да им доаѓа по имейл. Мора тоа, али не, заради целата таа една политичка состојба во која што секое министерство си е башка влада кај нас, и тука имаме тој еден многу голем проблем. Многу ќе се олесни на граѓаните. Јас мислам дека повеќе години, и јас сум 5-6 години веќе во масит на неколку функции, сакам да ви кажам и на инженерите им зборувам. Зборувајте малце на едно разбирливо ниво. Зашто информатиката, знаете како се разбираше, као да ние сега сателити во Вселената ќе преќаме. Информатиката е ова што го кажавте. Да го добиете изводот на имейл, да не ви го сгрешат името. Да си добиете секој документ што треба, значи онлайн. Има некои институции каде што тоа функционира, но нема никаква, како да кажам, поврзаност помеѓу нив. И тоа е еден многу голем проблем, али капацитетот на IT инженерите кои што работат во институциите е сведен на нула. Значи не постои веќе во институциите сериозен IT инженер што останува на работа. Па, знаете како? Колку би го платиле, мислам? Да, зошто колку би и да останал? го платат. Знаете, па тамо еве да ви кажам, кај нас кога работат во приватните фирми, тој ако е експерт за некоја област, па ние не го ни прашуваме дали има факултет, он може да има неформално образование, да и биде, нели, Java експерт или не, ние ги земаме, не ни знаеме, никогаш не ги гледам документите дали завршил, не завршил факултет. А вие сега ако сакате експерт во влада, тогаш они нели имаат на систематизација, па сега има завршено гимназија, само факултет, магистратура, доктор науки, така да они не може да го завршат. Секој ден има одлив на IT кадри. Сега се обидуваме со министерот Азир Алиу и така се здружија и овие сите министри да се направи како една агенција за дигитализација на државата, кај што ќе биде централно сите податоци да може да стојат на едно место од сите министерства. Знаете, сега дури сме у смешни ситуации. Министерството за финансии се хостира во телеком оператор. Тоа е невозможно. Државата мора да има свој систем каде што тоа ќе ги чува податоците. Ние имавме неколку упади заради тоа што дел од податоците на Министерството за образование, сега да не здравство, не знам, се хостира на еден стар кинески компјутер во Финки. Значи, ние мора тоа да се некако централизира околу таа приказна и мора да се направи, државата мора да има сериозен систем. Не може она да се ослонува на некакви си системи кои што се во раце на приватни фирми. Добро, јасно е дека тоа не се прави, но прашањето е зошто? Зошто нема политичка волја да се пристапи кон тој процес на дигитализација? Па ја мислам дека прво дека многу не го разбираат проблемот. А второ, знаете, околу тие набавки тамо треба да се направи една, да кажеме, анализа, да видиме кои се тие системи кои што се купувале во минатото и зошто тие не функционираат. Па неколку судски спорови се водеше за огромни суми на пари што се дадени, да кажем, инострански компании за системи некои да проработат и не проработеа во државата. И тука треба да се направи исто една анализа.
Знаете како, да ви кажам, кога се работи за македонските компании, тогаш ние имаме еден проблем. Тие јавни набавки, тендери, тоа е, да ви кажам, сведено на едно такво ниско ниво, бидејќи во IT бизнисот, вие ќе си направите тендер со перформанси за фирмата која што сакате да добие и на крај значи излегува те најниска цена, не знам што, а кога доаѓа странска компанија за истата работа, тој програм кошта милиони и тоа многу нас не е криво. А сега во ковид кризата кога се случи, знаете, тие странски компании кои што работеа, да кажеме, во институции, да не ги именувам, не можеа да дојдат. Па беше тоа оставено на нас, на домашните компании. И ако се помогнат домашните компании, ја мислам целата дигитализација ќе се качи на едно повисоко ниво. Нема зашто децата да, што викам ја, шијат копчиња за аутсорсинг за надвор. Знаете, тоа е лон систем. Они не ни знаат, они не работат цели, како да кажам, цели производи. Тоа што го работат и најголемите овде IT компании, тоа ви доаѓа дека они даваат едно делче, не знаат ни во која за која работа е тоа, за некоја автомобилска индустрија, дали за, што ја знам, некоја институција, дали бришат, не знам, сега зашто е актуелно тоа многу. Медицински софтвер најчесто се работи некаков. Како? Медицински софтвери некакви најчесто се работат, да. Да. Ја само да ви кажам дека ние мора брзо да го решиме проблемот. Знаете, доаѓа едно ново време. Сакам да ве прашам, еве за крај, неколку пати спомнувате, наместо да даваат таму помош, да им помогнат домашните компании, еве на крај конкретно, што е тоа што им треба на домашните компании за да се изравнат, ајде да речеме, на ова поле и да може да работат нормално? Најпрво, мислам дека домашните компании треба да се изедначат со цените на пазарот, на светскиот пазар. Вие ако работите еден софтвер, еве го спомнавте, здравство. Тој, да кажеме, софтвер, ако се продаде во некоја држава која што е странска, Америка, не знам, Австралија, тој кошта милиони. Овде кај нас тоа кошта толку ниско, малку, значи ние секогаш домашните компании не добиваат иста, како да кажам, понуда во однос на својата работа. Под ценета е нашата работа. Втора работа, нас ни фали кадар, ова што ви го кажав. Нека вложат во едукација на луѓето. Знаете сега, не викам ја дека сите инженери треба да станат, но има една работа тука со artificial intelligence, со machine learning и ова deep learning, сега знаете, тоа е она чат GPT и сите што зборуваме, и не знаете колку ќе треба да имаат едно знаење од IT областа и луѓето кои што не се инженери. Значи, тука треба да се стави акцентот, ние треба да се спремиме за новото време. Зошто, еве ги, роботите доаѓаат, мислам, ние сакале или не икеле. Мислам дека и програмирањето ќе сгасне, еве веќе неколку сектори во Силиконската долина, да ви кажам, отпуштени се околу 200.000 веќе луѓе во Google, во Facebook, во Microsoft, заради тоа што тие функции веќе ги обавуваат автоматски роботите. Мислам, artificial intelligence, машините, да. И тука треба да се стави да гледаме напред и да одиме напред во смисла на тоа да се инвестира во вистинските приказни и да се направи еден план за тие инвестиции. Ова што го зборувавме. Во овој сектор да се инвестира. Во овој сектор да има невработени, иако да ви кажам, ја не се сложувам со вас, невработени, јас не знам кој е невработен во Македонија, бидејќи толку многу значи ни фали работна сила во секој поглед, во секоја гранка, дури јас бев таа да лобирам да се олесна законите како во Словенија
и во Хрватска, и во Црна Гора бев на да можеме да увезуваме работна сила од други држави. Бидејќи навистина сме сведени, ние зборуваме 1.800.000 сега по пописот, како беше. Ние ако сме 1.500.000, ја глава сечам. Да. Значи тоа е... Па веќе во доста сектори почнуваме да увезуваме, тоа го гледаме на градилиштата пред се Да, ама законот не е таков, знаете. Само 5.000 сега го зголемила квотата, а знаете од тие 5.000 работници странски што доаѓаат, 2.500 се менаџерите на странските компании. Значи ние немаме работници, нас работници ни требаат. Да. И тука е тоа што треба да се улесни. Не знам зошто народот мисли дека тие државјанство ќе добијат. Не, тие се ја во Словенија го видов тоа на 1 година на договор, ако треба уште 1 година, значи тие одат под други услови, тие нема овдека да живеат и да останат за цел Па живот. добро, и прашање кој тоа па би сакал да добие тука државјанство, исто така тоа мислам дека малку се погрешно се разбира. Господја Пешева, ви благодарам за ова гостување, се надевам дека еве барем дел од ова што го кажавте ќе допре до некој што разбира што велиме, па нешто ќе се смени. Ние следната недела се спремаме вака да повикаме неколку со Сојузот на стопански комори, бидејќи они имаат таков сектор, и ние од МАСИТ да седнеме и да го објасниме вака глобално проблемот и да некако да ја запреме таа тенденција на уништување на македонските компании кои што работат децении овдека во државата. Да. Ви благодарам уште еднаш. И ја на Ова вас. беше Анета Пешева од Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии. МАСИТ, останете со нас, продолжуваме со Дарио Николовски, директор на Агенцијата за енергетика.